3 милиони денари е проценетата штета од поплавувањето на внатрешноста по протекувањето на кровот на средното општинско училиште Ѓошо Викендиев во Кочани, што се случи пред 3 месеци. Компјутери, инвентар и друга опрема во вредност од околу 50.000 евра не може да се користат и потребна е целосна замена, покажала стручната проценка на штетата од поплавувањето. Просториите што беа поплавени пред 3 месеци сега се затворени и чекаат реконструкција на инсталацијата и внатрешноста. Од страна на училиштето беше ангажиран обвластен проценител кој ја утврди висината на штетата на околу 3 милиони денари. На изведувачот на градежните работи му беше понудена можност за спогодба со цел да се надмине неповолната состојба за двете страни, но немаше слух за тоа и очекувањата се дека решението ќе мора да се бара по судски пат. Компјутерската опрема е целосно оштетена, а само дел од инвентарот, односно клупите и столовите, ќе можат повторно да се користат. Зашто? Ќе одлучат службите во училиштето. Истакна градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. По протекувањето на кровната конструкција што се реконструираше, во средината на декември минатата година беа поплавени десетина училници и кабинети, помошни простории и холовите на 2 ката од средното општинско училиште Ѓошо Викендиев. Електричната енергија во објектот беше исклучена и немаше услови за физичко присуство на часовите, а наставата се одвиваше онлайн заради безбедност на учениците и вработените во училиштето.